Универзум. Тој е насекаде околу нас. И во нас. Толку блиску и толку далеку. Бескраен и таинствен. Самите ние, нашите деца и родители, нашите пријатели, нашето куче, сонцето, звездите, планетите и галаксиите, сето она што ни значи и сето она што можеме да го видиме е само еден мал дел од 5% материја во длабокиот универзум. Најголемиот дел отпаѓа на мистериозната темна материја и енергија кои всушност се најзастапени во бескрајот на универзумот. Астрофизичарот Марко Шунтов е најновиот член на тимот Наука за сите и е еден од ретките луѓе кои што одат чекор понапред во разрешувањето на мистериите на универзумот. Со љубопитност голема колку и самиот универзум, со макотрпна работа и знаење, како дел од Сорбона универзитетот, ги проучува најдалечните галаксии, заедно со темните невидливи делови кои тивкот леат во утробата на универзумот. Покрај одличниот тим на научници и соработници, во неговиот поход му помагаат и машините. Нивните паметни алгоритми стануваат се подобри и подобри во идентификувањето на досега непознатите галаксии. Затоа, не ја пропуштајте волшебната Маркова приказна во оваа 11 епизода од Наука за сите подкастот, во која што тој ја открива во разговор со Атанас Киријаковски. Значи, Марко, фала што учествуваш во подкастов и фала што изрази желба воопшто да бидеш дел од Наука за сите. За оние кои што досега те читаа во твоите два најнови и најопсежни написи за потеклото на космосот, сега може и да те слушнат преку ова епизода од НЗС подкастот. Повели, представи се. Ти благодарам, Атанас. Прво, навистина ми е мило што сум дел од оваа група на млади и ентузијастични научници од Македонија, кои што за жал дел од нас не сме во Македонија, да бидам дел, да помагам во споделувањето на она на кое што работиме и да се обидеме да ја доближиме науката поблиску до сите останати граѓани. Да, секогаш им велам, барем во денешно време, со можноста на технологијата и далечината и не представува толку проблем. Еве, тука сме, комуницираме. Битно е, да се има интерес за развојот на науката во Македонија. Впрочем, и тоа е една од целите на Наука за сите. Морам да кажам само позадинската приказна за тебе. Значи, добив неочекувано, на моје пријатно изненадување мейл од тебе. Навистина ми е многу мило што на некој начин нашиот сајт и нашава иницијатива представува некаков разглас и исклучителни луѓе како тебе слушнале нешто за тоа и покажале интерес и навистина го ценам тоа. Навистина е време, значи, оние луѓе кои што имаат навистина нешто што да кажат, стварно да го кажат отворено. Да, се согласувам со тоа и бев многу пријатно изненаден за прв пат кога го видов сајтот и кога видов дека навистина квалитетна содржина има и дека таа содржина ја пишуваат научници кои што се навистина квалитетни, дел од нив ги знам. Навистина и мене ми представуваше чест да се вклучам во овој проект. Така што мило ми е што конечно почнав да пишувам и да објавувам мои содржини и се надевам ќе продолжиме со истата соработка. Апсолутно, подиумот ти е секогаш отворен и јас очекувам во иднина само да расте поголема оваа иницијатива. Да, се надевам и јас. Мило ми е. Да те запрашам прво вака, ти си астрофизичар, работиш во полето на астрофизиката. Точно. Пред да започнеме, значи, да навлегуваме полека во деталите на твоето истражување, може да ни кажеш нешто повеќе лично за тебе? Од кај си, како дојде како те заинтересира астрофизиката, значи една твоја лична историја. Јас потекнувам, роден сум и пораснат во Валандово, каде што завршив средно училиште. И во текот на средното училиште добив желба односно ме заинтересира астрономијата, чисто затоа што во текот на втората година беше за прв пат кога стапи во контакт со астрономијата и навистина ме воодушеви тоа што се случува на ноќното небо, колку неверојатни тајни постојат во универзумот, а ние не знаеме. И
Така колку што повеќе почнав да се интересирам и да читам, сватив дека постои шанса да се занимавам со тоа да ми стане како професија. И после тоа сватив всушност дека за да можам да се занимавам со астрономија и да го изучувам универзумот, мора прво да ги научам основите, односно да научам физика и математика. Така што тоа ме наведе да се запишам на природно-математички факултет на физика, чисто на одсек теориска физика, и кое што ја завршив за 4 години, и по завршувањето на додипломските студии решив дека сега ја имам доволната основа за да продолжам во полето на астрономијата, затоа што астрономијата и астрофизиката се сметаат за една како дисциплина доста напредна, која што се засновува на сите физички закони, значи на закони кои што многу различни полиња во физиката се соединуваат за да може да се изучува астрономијата. Така што многу е важно прво да се знаат тие закони за да може да се изучува астрономијата на најнапредно ниво. Така, да се научи прво јазикот на Вселената, нели, под наводници. Да можеш да ја прочиташ. Така, да. И кажи ми само пред да продолжиме, формално која е разликата, дали има разлика помеѓу астрономија и астрофизика? Има разлика во смисла на тоа што под астрономија повеќе се бројуваат наблюдувачките техники, односно одредувањето на позициите на одредени небесни објекти, одредувањето на нивните својства, додека пак астрофизиката повеќе се заснова на физичките процеси кои што се одвиваат во самите тие објекти, на пример во галаксиите, кои се физичките процеси кои што ја одредуваат нивниот облик, звездите кои што живеат во тие галаксии, исто така ги објаснуваат како звездите еволуираат со текот на времето. Сето тоа се го фаќа астрофизиката, додека пак ќе напоменам повторно, астрономијата повеќе се смета дека ги изучува чисто позициите на објектите на небото, како се тие распределени. Значи повеќе како опис на некоја си варијанта на проучувањето на космосот, така. Додека физиката е повеќе во контекст на моделирање, во контекст на експериментирање за да се потврдат одредени модели и така натаму. Да, пример можам да дадам да во астрофизиката се користат законите, например, на квантна механика, која што е чисто физичка теорија, потоа се користат законите на општата теорија на релативност, додека пак во астрономијата повеќе се заснуваат на опишување на небесните објекти и за сите тие методи кои што помагаат во нивното опишување. Така. И откако го научи јазикот на Вселената, нели, теориска физика и математика доста учеше, како успеа, нели, да стигнеш до Сорбона? Сорбона е еден познат универзитет и реномиран. Мислам да продолжиме со тој процес за сите што ги интересира, нели? Да, можам да речам дека патот беше некако на некој начин непланиран. Не имав целта, се од кога ќе завршам до дипломски студии, ќе одам на Сорбона да студирам. Туку единствено во текот на 4-та година пред завршувањето прв пат стапив во контакт со екстрагалактичка астрономија или екстрагалактичка астрофизика исто така, кои што ги изучуваат галаксиите кои што се наоѓаат далеку од нашиот Млечен пат, од нашата галаксија. И таа област навистина ме заинтересира и за жал кај нас на ПМФ немаше група која што изучува екстрагалактичка астрономија. Па така поведено од тоа и од желбата за авантура и да се живее во некое друго место подалеку од дома, ме натера да се запишам на студии во Франција. Прво се запишав на магистарски студии во Марсеј, каде што бев дел од лабораторијата за астрофизика во Марсеј, каде што имаат одлична група која што се занимава со екстрагалактичка астрономија. Бев вклучен во доста проекти за време на магистерските студии во оваа лабораторија за астрофизика во Марсеј, и по завршувањето на магистерските студии
со помош на, односно, веќе бев вклучен во еден тим кој што работи на екстрагалактичка астрономија. Тие ме препорачаа за докторски студии во една друга група која што е поврзана со истата група во Марсеј, во една друга група во Париз, во која што јас се вклучив за моите докторски. Аплицирав прво официјално на Универзитетот во Сорбона, бидејќи оваа научна група беше дел од Универзитетот во Сорбона и дел од Институтот по астрофизика во Париз. Па поминав ни сите тие официјални процедури на апликација, на интервјуа, на аплицирање за докторски студии, така што бев примен и во оваа научна група која што е дел од Сорбона и Институтот по астрофизика во Париз. Така што мојата идеја не беше да се запишам на некој универзитет кој што така има звучно име или е престижен, туку повеќе бев воден од тоа да бидам дел од навистина квалитетна истражувачка група, која што се испостави дека е дел од овој квалитетен и реномиран институт по астрофизика во Тоа Париз. е одлична поента, која што често пати така во неформални разговори ја истакнувам, дека репутацијата на универзитетот понекогаш, нели, тоа е на сумирана вредност, еден сумиран индекс од различни тие, нели, факултети кои што ги поседува институти, но понекогаш вредноста на еден институт или на една научна програма може да биде многу, нели, поголема од она просечна вредност на самиот универзитет. Така што секогаш, Токму нели, така. Но исто и обратно. да, исто и обратно, секако. Но моја препорака затоа велам секогаш прво погледнете некаква, или доколку некој сака да студира и да проучува нешто, битно е да се погледне програмата, битно е да се погледне, значи, вредноста и репутацијата на одреден факултет или институт внатре во одреден универзитет, отколку, нели, генералниот статус на универзитетот. Понекогаш е тоа поважно. Да, се согласувам. Поважно е да се одбере научната група и Така. да се одберат менторите кои што се докажано квалитетни, кои што не само квалитетни во нивната научно-истражувачка работа, туку квалитетни како ментори, кои што имаат вистински човечки вредности, кои што ќе може да ти помогнат и кои што ќе можеш да напреднуваш и да го истражуваш она што е релевантно, бидејќи постојат ментори кои што ќе те наведат да работиш нешто што е наистина нерелевантно за така, или нема да ти истражувањето. обрнат доволно внимание колку што е Точно. потребно. Така. Јасно. Да. Добро. Ај, вака кажи ми, вака сега да почнеме полека да зборуваме конкретно за твојата работа, на која што работиш во моментот. Може нешто да ни кажеш повеќе околу тоа? Да, може. Значи, мојата докторска тема се заснова на користење на одредена метода наречена гравитациони леки, со помош на која треба да ги истражувам својствата на далечните галаксии. Има една интересна споредба за тоа кој е проблемот кој што пробуваме да го решиме. Илустрацијата која што можам да ја дадам е следнава. Да замислиме еден базен полн со вода, кој што на дното е секако, нели, поплочен. Шемата на плочките ја знаеме како изгледа, знаеме дека е правоаголна. Меѓутоа, кога го гледаме дното од базенот, поради тоа што зраците поминуваат низ водата, се прекршуваат на најразличен начин, ние не го гледаме дното на водата во таа правоаголна права шема, туку го гледаме дисторзирана, така? Искривена, искршена. Искршена на многу различни начини. Само преку наблюдување на овие искршени линии кои што треба да се прави, ние се обидуваме да ги осознаеме сите својства на водата. Која е температурата на водата, да речеме, која е густината на водата, во каква состојба се наоѓа водата. Само преку гледање на тоа како овие прави линии се испрекршиле со поминувањето низ водата. Така што, она што се обидуваме ние да го направиме е преку гледање на галаксии кои што се далечни, чија што светлина поминува низ универзумот, што значи дека поминува низ многу структури низ универзумот, поминува блиску до други галаксии и таа светлина се прекршува под дејство на гравитацијата, се прекршува на патот кој што и треба да стигне до нас и преку познавање на законите
кои што го опишуваат тоа прекршување на светлината од далечните галаксии до нас, ние се обидуваме да ги дознаеме својствата на самите галаксии, но и на галаксиите кои што се наоѓаат помеѓу, кои што всушност предонесуваат при ова прекршување на светлината. Так, значи тие позадински галаксии, најодалечените, фактички се, ако ја искористиме метафората, плочките на базенот. Да, така. Водата во базенот, при се оваа измеѓу. аналогија, всушност целиот универзум помеѓу овие позадински галаксии и нас. И со помош на тоа ги одредуваме всушност својствата на универзумот, како што се која е Хабловата константа, односно колку брзо се шири универзумот, колку материја има универзумот, колку темна материја има универзумот и колку темна енергија има универзумот. Така, ќе позборим и за тоа малце. Кажи ми, како се мери оддалеченоста на галаксиите, нели, останатите објекти во Вселената? Како знаете дека одредени галаксии се, нели, позадински и со тоа, ако го преведеме тоа во просторни единици, нели, ако се позадински, значи дека се пооддалечени од оние останати објекти кои што се наоѓаат измеѓу. Затоа тоа ми е прашањето, како воопшто возможно е вие астрофизичарите да го одредите тоа, како ги мерите далечините? Значи, навистина оддалеченоста на објектите во Вселената е едно од, можам да речам, централните проблеми во астрономијата, и одредувањето на далечината воопшто не е лесен и тривијален проблем. Така што постојат посебни техники кои што се индиректни техники за одредување на растојанијата. И во принцип, колку подалечен е еден објект, вселенски објект, постојат различни методи за одредување на далечината. Например, ако почнеме со сончевиот систем, за да одредиме дистанца до објект во сончевиот систем, обично ја наблюдуваме орбитата на тоа тело и на тој начин можеме да го одредиме растојанието. Но додека пак ако сакаме да одредиме растојание до звезда која што се наоѓа во нашиот Млечен пат и секако се наоѓа на подалечно растојание, мора да употребиме друга техника, најчесто техниката на паралакса, тоа дека звездите привидно се поместуваат кога се наблюдуваат од различни агли. Но кога пак сакаме, и она што е од мој интерес, да одредиме дистанца до галаксија која што се наоѓа неспоредливо подалеку од објект кој што се наоѓа во сончевиот систем, користиме една метода која што се нарекува црвено поместување. За да објасниме што е тоа црвено поместување, треба да имаме на ум дека универзумот се шири и дека колку подалечно се наоѓа еден објект, со толку поголема брзина се оддалечува од нас. И познат пример од секојдневието е, можам да речам, доплеровиот ефект, кој што е нешто со кој што може да се објасни ово црвено поместување. Еве да земеме возило за брза помош, кој што се движи со вклучена сирена. Кога се приближува кон нас, го слушаме сирената на повисока фреквенција. Кога пак се оддалечува од нас, таа фреквенција опаѓа. Истото се случува и со светлината. Доколку има некој објект кој што емитира светлина и се приближува до нас, таа светлина фреквенцијата на светлината се зголемува, односно брановата должина се намалува и се поместува кон сино, значи еден објект кој што има, да речеме, зелена боја, доколку се приближува кон нас, ние ќе го гледаме со сина боја. А доколку се оддалечува од нас, неговата боја ќе се помести кон црвено. Тоа е случајот со галаксиите. Колку подалечна е една галаксија, толку поцрвено ќе изгледа. Така што, она што го правиме ние е го мериме спектарот на една галаксија, односно кој е интензитетот на светлина која што го емитира таа галаксија како функција од нејзината бранова должина. И колку подалечно се наоѓа оваа галаксија, толку нејзиниот спектар е поместен кон црвениот дел од спектарот. И постојат одредени релации кои што го поврзуваат ова поместување на спектарот со тоа колку далеку таа се наоѓа во физички единици. И така што овој проблем се сведува на фотографирање на галаксија
и мерење на нејзиниот спектар. Па потоа се одредува колку овој спектар е поместен кон црвениот дел и со ова поместување потоа се одредува нејзиното растојание. Бидејќи вашите анализи се базираат врз анализи на слики, така снимени од разни, претпоставам, телескопи низ целиот свет. Да. Во последниот твој труд кој што ми го испрати, веќе гледам дека и во астрономијата, значи и вие, и вашата лабораторија и ти, вклучувате така наречени конволуцијски невронски мрежи во анализата на тие фотографии. Инаку за слушателите, нели, овие невронски мрежи се типично прилагодени кон, нели, препознавање на визуелни информации, кон препознавање на слики и така натаму. И еден вид на една форма на машинско учење и вештачка интелигенција. И дали нешто може да ни кажеш повеќе во однос на тоа, нели, како дојде до идеја да го искористиш овие мрежи, овој концепт, и како се, бидејќи, нели, инволвира повеќе видови на полиња, од компјутерски науки до астрономија, како дојде да соработуваш со, да речеме, компјутерските научници во однос на мрежите и како се одвива, нели, таа комуникација и соработка? Да, па најпрво имав прочитано неколку трудови кои што објаснуваа како е можно со помош на алгоритми засновани на машинско учење да се одредуваат својствата на галаксиите. Мислам дека првиот труд кој што имав прочитано беше тоа како еден алгоритам можно е да ги одредува, да ја одредува морфологијата на галаксиите само преку гледање на слики од галаксии. Тоа навистина ме заинтересира. Областа во која што истражувам, одредувањето на далечината до галаксиите, можам да речам, централен проблем, и дека сите останати анализи се засноваат за тоа, прво, колку прецизно е одредено растојанието до галаксијата, и второ, колкав е бројот на галаксии кои што имаат точно одредено растојание, бидејќи за нашите анализи, кои што се статистички анализи, потребен ни е огромен број на галаксии за да можеме да ги направиме сите потребни статистики. И не само тоа, мислам дека сигналот, нели, на фотографиите кои што ги добивате од телескопите е со многу шум во него. Значи мора да се извлече, нели, што е навистина некој објект во вселената, а што е некаков артефакт од, нели, сигналот. Токму така. И веќе на институтот во кој што работев, постоеше група кој што користеше вакви конволуцијски невронски мрежи за одредување на растојанија до галаксии. Така што кога се вклучив во овој тим, почнавме да ги користиме овие алгоритми за одредување на растојанија на галаксии во слики кои што доаѓа од одредени телескопи на Хаваите, и тоа беа нови податоци кои што имаа дојдено, така што ги искористивме овие конволуцијски невронски мрежи. Сега, која беше идејата за користење на овие конволуцијски мрежи е тоа што знаеме дека тие веќе беа доста воспоставени во компјутерската наука, односно се користеа овие конволуцијски невронски мрежи пример за одредување на лица во фотографии, на човечки лица во фотографии. Доста успешно. Така што, доста успешно. Така што свативме дека можно е да се искористат истите техники, така што сликите кои што ќе им се даваат на алгоритмите ќе бидат слики од фотографии и ќе се тренираат така што ќе им се даваат слики од познати галаксии со познати растојанија, и овие алгоритми ќе можат да научат како да одредуваат растојанија до непознати галаксии. И кога беше изградено, кога беше напишан овој алгоритам или ова структура од конволуцијска невронска мрежа, и кога се истренираше мрежата со познати галаксии и познати растојанија, резултатот кој што се доби за непознати галаксии беше исклучително, беше неверојатен. Излезе дека навистина е можно да се одредуваат доста прецизно растојанието до галаксиите, чисто само со покажување на фотографии од галаксии. Односно, покажување на фотографии од галаксии сликани на различни бранови должини. И тоа беше еден неверојатен резултат кој што веќе беше добиен од групата научници
кои што работеа на овој проект. Кога јас се вклучив во овој проект, решивме да го напреднеме овој алгоритам и со тоа што тој ќе користи исто така информации за густината на материјата во универзумот и така што ќе ги поврза тие информации за да уште попрецизно ги одреди растојанието до галаксиите. Так, значи во тој процес така наречен, нели, се нарекува супервизирано машинско учење. Прво им давате, нели, на компјутерите и на алгоритмите да научат да изградат одредени филтри, одредено, да речеме така наречено, знаење за галаксии кои што се веќе познати. Значи му даваш слика, му викаш оваа слика представува оваа галаксија. И овие мрежи се способни да изградат модел врз основа на веќе познати галаксии и подоцна таквото знаење, таквиот модел да го аплицираат на галаксии кои што засега се уште се непознати или можеби нели не се знае доволно многу за нив. И практично вие имате еден да речеме компјутерски асистент во вашата лабораторија кој што ви помага во таа насока, во тој процес. Да, токму така. Меѓутоа, доста познат проблем на овие конволуцијски невронски мрежи и на машинското учење е тоа што дека не знаеме на кој начин, кој е моделот кој што тие го градат, на кој начин тие ги одредуваат овие својства. Така што не се многу транспарентни и не можеме да бидеме сигурни. Токму така, на некој начин се црна кутија. Не знаеме врз основа на какви закони ги одредуваат овие својства. Не знаеме зошто, но функционираат. Но функционираат, токму така. Но затоа се уште не се толку добро воспоставени, затоа што се заснуваме чисто на овие алгоритми кои што се заснувани на машинско учење. Не знаеме дека секогаш ќе ни дадат прецизно растојање до галаксиите. Затоа што не знаеме врз основа на кои закони ги одредуваат тие нивниот својства. механизам се уште така не е баш познат. Едноставно не можеме да им веруваме толку се уште. Така. Но навистина е револуционерна идеја, нели, воопшто да се употреби ова е еден фантастичен пример за применета наука практично. Каде што алгоритми развивани за една намена, например за препознавање на лица од компании како не знам Google, Facebook или воопшто од други некои научници, се применуваат во полееве како вашево за препознавање на галаксии. И мислам дека примената и ќе расте, нели, во иднина за разни други намени. Токму така, ќе расте, алгоритмите ќе стануваат поефикасни, галаксиите кои што ќе се користат за тренирање на овие мрежи ќе ги има повеќе, едноставно ќе можеме подобро да ги тренираме. Но секако мислам дека ќе треба на некој начин да се вклучат и повеќе физички модели во склоп на овие невронски мрежи, за да можеме полесно да знаеме на кој начин тие ги одредуваат својствата, бидејќи не можеме слепо да им веруваме. Добро, кажи ми околу соработката, нели, спомнавме дека работиш со поголема група на различни луѓе со различни позадини и тоа од различни земји. Ако добро видов во трудот, има луѓе од Англија имаше од Кореја, така? Токму така, да. Од Кореја и мислам како онака накратко опишени како успевате да комуницирате, нели, да ги координирате сите активности, практично, значи како изгледа тоа истражување, таа соработка? Основата на оваа меѓународна соработка лежи во тоа што ние мораме да користиме податоци кои што доаѓаат од многу различни телескопи, кои што се наоѓаат во различни земји, кои што се изградени од научници кои што се од различни земји. Така што обично најдобрите телескопи се наоѓаат дел на Хаваите, дел во Чиле, а дел во орбита во Вселената, односно во орбита околу Земјата. И обично тимовите кои што работат со овие телескопи се меѓународни, многу држави се вклучени во нив. Така што обично речи се сите трудови во астрономијата, бидејќи најчесто проблемите се доста комплексни и прво за да искористиш некои податоци, тие податоци прво мора да се обработени од некој друг тим кој што е тесно поврзан со телескопот чии што податоци ги користиш. Така што неизбежно е оваа меѓународна соработка. Начинот на комуникација е најчесто преку интернет, преку различните сервиси за
конференции, за телеконференции. Меѓутоа, неизоставен дел е и патувањето. А имате и, нели, претпоставам и заеднички сервери каде што споделувате податоци едни со други, Токму мейл така, комуникација и така. Чисто идејата ми беше да добијат слушателите една слика, еден впечаток како, нели, да. една група на научници од различни точки на планетава со различни позадини успеваат, нели, да се синхронизираат, координираат и да комуницираат заеднички. Да, значи синхронизираната соработка е на тој начин што секоја група која што се наоѓа во својата држава си ги обработува податоците и го сработува свој дел од работата и тие податоци ги прикачува на заедничкиот сервер. И така што на тој сервер обично се прават сите тие пресметки и обработка на податоци кои што ние ги користиме. Јасно. Сега, спомнавме дека имаш одредени сознанија, односно проучувате објекти во Вселената како црни дупки, нели, црна материја, енергија и така натаму. Што всушност представуваат таквите објекти? Во ред, црните дупки се доста поразлични од темната енергија и темната материја, иако имињата може да звучат некако поврзано. Значи, црните дупки се чисто крајна фаза од еволуцијата на најмасивните звезди. Значи, кога огромна маса од материја ќе се сконцентрира во многу мали димензии, силата на гравитацијата е толку силна што дури ни светлината не може да избега од гравитационото поле на овие црни дупки. И чисто фактот дека тие не може да зрачат, односно светлината не може да излезе од овие црни дупки, чисто затоа го добиваат тоа име црни дупки, бидејќи светлината не може да излезе од нив. Но како концепт се многу поразлични од она што се нарекува темна материја или темна енергија или црна материја, црна енергија. Да, темната материја е видот на материја која што преовладува во универзумот, односно поголемиот дел од материјата, од цела материја која што е присутна во универзумот е темна, на тој начин што таа не може да се детектира на истиот начин на кој што е детектирана материјата која што обичната материја која што зрачи светлина. Темната материја не зрачи светлина, не зрачи фотони кои што може да се наблюдуваат. Меѓутоа се наоѓа секаде. Многу е измешана со обичната материја, но ја има во многу поголем процент. Така, како знаеме дека се наоѓа секаде? Ако не можеме да ја видиме? Па, знаеме дека се наоѓа секаде затоа што уште со почетокот на универзумот соодносот на темна материја и обична материја е ист како и денес. Значи, универзумот е едноставно создаден со таква пропорција на темна материја и темна енергија. Сега, бидејќи не ја наблюдуваме ние директно, ние можеме да речеме дека воопшто и не постои. Меѓутоа, кога го наблюдуваме движењето на галаксиите во Вселената и исто така движењето на звездите во една галаксија, ние заклучуваме дека тие не може да се движат на тој начин чисто доколку во галаксијата е присутна само обична материја, бидејќи постојат закони кои што поврзуваат масата на галаксијата и движењето на една звезда околу галаксијата. И брзините со кои што се движат тие звезди соодветствуваат со маса на галаксијата која што е неколку пати поголема од масата која што може да се наблюдува, масата на звездите кои што зрачат енергија. И тоа е еден од доказите дека мора овие галаксии да се обвиткани во така наречени хала од темна материја која што ќе придонесува во масата на галаксијата и нивниот гравитационен ефект. Така што за да се објаснат многу појави во универзумот и однесувањето од движењето на галаксиите, мора да се вклучи оваа темна енергија со тој сооднос кој што е поголем од повеќе од 3 пати поголем од обичната материја. Едноставно кажано, има нешто невидливо што влие врз видливото.
така во Токму Вселената. така. Така. Да. И практично индиректно го проучуваме преку тие негови ефекти, нели, како гравитација и така натаму. Да, да. Меѓутоа, да, така се проучува во космологијата и во астрофизиката. Сега друга област од физиката, односно физиката на честички, се обидува пак да проучи, да осознае што всушност е темната материја, од што е изградена. Можам да речем дека она што ние го правиме во астрофизиката и во космологијата е чисто ги изучуваме својствата на темната материја во универзумот, значи на големи размери. Додека пак физиката на честички ја изучува самата природа на темната материја, од што е составена, кои се частичките кои што ја составуваат Дали има некој темната вид материја. на пандан, како што нели атомите ја сочинуваат Токму така. материјата, дали има некој вид на честички кои што ја сочинуваат така и темната материја? Токму Сакав така. да те прашам, секогаш имам една така дилема, затоа што честопати нели наизменично се користат термини вселена, космос, универзум. Да. Дали тоа се исти термини официјално во вашето поле или пак се прави некоја суптилна разлика? Разликите се суптилни, така што добро за кога станува збор за вселина, под вселина обично се подразбира или огромното пространство надвор од земјата, помеѓу сите небесни објекти во универзумот, да речем. Така што под вселина повеќе се подразбира, да речем, празниот простор надвор од земјата. Додека пак под универзум и космос разликата е многу посуптилна и најчесто не се прави. Разликата е повеќе филозофска на некој начин. Заедничко е што и универзум и космос го опишуваат универзумот, го опишуваат се она што е, се што постои, сета материја, сета енергија, сите закони на физиката кои што постојат. Значи цел тој систем може да се нарече универзум или космос. И сега универзумот, поимот универзум, односно терминот универзум може да се користи во потесна конотација, односно да се однесува на еден дел или на некоја поголема целина од целиот космос, да речем, на тој начин. Додека пак обично кога ќе се рече космос, најчесто се подразбира се она што е, сите закони, сета материја и енергија. Така што повторно ќе речем, разликата е суптилна, прифатливо е универзум и космос да се користат во иста конотација, така што разликите се повеќе суптилни, да речем и филозофски на некој начин. Сега, нели, во контекст на моабетов честопати во научно-фантастичните филмови се представуваат нели некои вселенски space shuttle бродови кои што патуваат преку некакви си временски дупки и така натаму. И со оглед на нели познавањето од реалноста, со оглед на од знаењето на физиката кој што го поседуваме, за сега такви концепти се нереални и затоа и се нарекуваат научно-фантастични, нели? Што мислиш во однос на тоа, дали генерално научно-фантастичните филмови се корисни во оваа насока или пак повеќе создаваат забуна отколку што, нели, создаваат знаење? За жал мислам дека моментално повеќе создаваат конфузија, чисто затоа што за да направиш добар филм, она што е важно е да направиш добра приказна. Во својство на приказната малку не им се дава такво значење на физичките закони. Меѓутоа, сметам дека научно-фантастичните филмови може да бидат корисни, можат да го представуваат универзумот онаков како што навистина е, да бидат реалистични, затоа што универзумот е полн со неверојатни појави кои што исто така може да дадат одлична приказна за нас луѓето, кои што нас луѓето би не интересирала. Така што можам да дадам пример со еден таков филм кој што навистина добро прикажа одредени научни појави во универзумот, а тој филм е Интерстелар. Сигурен сум дека голем дел од слушателите се запознаени, го имаат гледано овој филм. Така што овој филм на неверојатно добар начин ги опишува црните дупки, патувањето низ времето и тоа како црните дупки навистина изгледаат.
затоа што за овој филм, за филмот Интерстелар, ангажиран е научник кој што пред некоја година доби Нобелова награда за неговите истражувања во областа на црните дупки. Така што сето она што се однесува на црните дупки и на гравитацијата и на патувањето на времето, низ времето, е направено во тесна консултација со навистина квалитетни научници. И навистина добро се прикажани овие појави во овој филм. Така што сметам дека ако навистина се даде внимание на представување на физичките појави реално во еден филм и дека тоа е можно да се склопи со приказната која што нас луѓето не интересира и да даде една реалистична слика за универзумот и за физичките појави и да даде една приказна која што нас не е интересна за гледање. Со други зборови, не мора да измислуваат, нели, фантазии научните филмови, затоа што вселената, тоест универзумот самиот по себе е навистина фантастичен и нема потреба воопшто да се излегуваат рамката на реалноста, така. Токму така. Така. И сега да прашаме едно конкретно прашање во однос на Македонија, нели? Кој е онака твојот впечаток за состојбата на астрономијата, нели, астрофизиката во земјава? Како мислиш дека може да се промени кон подобро и како може и генерално, нели, науката и научната перцепција во земјава да се подобрат воопшто? Онак, имаш ли некое мислење во однос на тоа или идеја? Па најпрво астрономијата е доста скапа наука. Затоа што за да се занимаваш со астрономија потребно е да најпрво да имаш инструменти со кои што можеш да ги вршиш своите мерења. Тоа значи мора да имаш исклучително добри телескопи кои што се навистина скапи за конструкција и за одржување. Потоа исто потребно да имаш навистина моќни компјутери со кои што ќе ги обработуваш сите податоци кои што доаѓаат од телескопите. Така што главен проблем мислам дека е финансирањето на сите овие проекти, на цела оваа инфраструктура која што е потребна да се развие за да се истражува во областа на астрономијата. Сега, со она што го имаме во државата и со финансиите кои што не се располагање, можно е сепак секако да се работи на астрономија со тоа што би биле вклучени на различни меѓународни проекти, така што би придонесувале чисто со научници кои што ќе се едуцираат на овие меѓународни проекти, кои што ќе добиваат дел од оние податоци кои што се добиваат со наблюдување од телескопите и би се обработувале кај нас од наши научници кои што би ги објавувале тие трудови. Меѓутоа за сето тоа потребна е волја, потребен е кадар и потребно е разбирање од политичките фактори. Да се даде поддршка кон одредени суштински вредности во општеството. Токму така, затоа што навистина тоа е проблемот. Мислам дека држава има исклучително квалитетен кадар кој што за жал одлучува да не остане во Македонија, да не остане во државата, затоа што едноставно не им се пружаат тие можности, не може да пружаат тие можности за истражување на оние работи кои што се навистина релевантни, кои што сакаат да ги истражуваат и приморани се на некој начин да напуштат државата. Така, да најдат решение на друго место. Дали мислиш дека е тоа поради некаква си лоша перцепција кон науката во Македонија или едноставно неразбирање на науката како концепт, како вредност, како метод? Имаш некоја идеја зошто е тоа така? Зошто не се развиваат работите кај нас? Мислам дека доста од овие проблеми започнуваат рано во образованието. Мислам дека образованието не е, да речем, на некој начин оптимизирано за развивање на науката. Можам да споредбам со она што го знам во Франција. Знам дека уште од најрана возраст учениците се мотивираат да извршуваат пракси, да се вклучуваат во
вистински научни проекти, да бидат блиску до самите истражувања. Да Тоа експериментираат. едноставно да експериментираат. И тоа им создава една таква култура на тоа дека правењето наука не е нешто невозможно, не е нешто далечно, туку е нешто што е опипливо, што може секој да го прави доколку навистина го сака тоа. Така што сметам дека најпрво потребно да создадеме култура на наука, да ни стане јасно дека со наука мора да почнеме да се занимаваме уште многу рано во образованието, уште од основно и средно образование, да бидеме што е можно поизложени на разни научни експерименти, на да се учи разни повеќе научни математика и физика. Конкретно во мојот пример, значи бидејќи јас во средно, нели, завршив медицинско средно училиште и сега погледнато, нели, наназад, ретроспективно, за мене изненадувачки дека јас, на пример, имав математика и физика како целосни предмети само во прва и втора година. Нема во трета и четврта. Да. Затоа што не знам, затоа што некој мисли дека овие науки не може да се применат понатака во медицината, што е според мене малку апсурдно. Што е навистина апсурдно, туку не е поентата дали има директна примена на овие науки во дали е медицината или во некоја друга област. Туку е чисто што изучувањето на природните науки на многу добар начин помага во развивањето на мозокот, во развивањето на способностите. Точно така. Ова е клучниот збор, значи критичкото размислување. Со изучување на природните науки едноставно го тренираме мозокот да критички размислува и тоа помага во многу сфери и во животот и во науката и во кариерата и во работата. Така што точно мора да се посвети повеќе внимание на природните науки, а исто така мора да се посвети внимание на приближување на учениците и студентите поблиску до самите научни проекти, значи да им се овозможуваат пракси, да им се овозможуваат летни школи, да. И разни други работилници, така, со кои што наместо да учествуваат само во некакви си симулирани, нели, вежби, зашто да не се вклучат во вистински експерименти кои што, нели, ги работат одредени институти. Токму така, затоа што многу побрзо ќе научиш нешто и ќе сватиш нешто како работи доколку експериментираш со него, доколку го примениш некаде. Така што многу би помогнало тоа доколку би се вклучиле повеќе експериментирани, повеќе проекти во самото образование. Да, така е, Марко, да. Навистина мудри зборови и се надевам дека ќе допрат до оние уши до кои што треба да допрат, нели? Да. Не, она што ми беше најимпресивна работа што можев да ја забележам во институтите, во научните институти во Франција, е тоа што навистина многу студенти и ученици од средните школи и од додипломските студии доаѓаат на пракса. Значи самите научници бараат студенти кои што ќе им помогнат во нивната работа и со тоа ќе научат, ќе стекнат некое искуство, така што кога ќе дојде време да запишат по високи студии, дали магистерски или докторски, тие веќе имаат одредено искуство со самата материја и самата проблематика. И многу побрзо може да напреднуваат и да се реализираат. Да, постои еден взаемен бенефит, нели, и самите научници, професори и така натаму добиваат така наречена работна сила во експериментот, а студентите кои што учествуваат во тоа добиваат знаење и искуство од тоа кое што може да го применат подоцна. Токму така. Вака, значи, наближуваме кон 1 час разговор и сега би сакал да ти пуснам блиц прашања, чисто онака за некој да го скокоткаме умот, нели? Првото моје прашање е, ти си човек кој што се занимава со проучување на Вселената, дали има вонземјани? Што мислиш? Колку што знаеме, не. Колку што нашите наблюдувања и нашето истражување во оваа област ни кажува, вонземјани не постојат. Но тоа секако не е исклучува можноста дека постојат некаде каде што ние не можеме да ги наблюдуваме.
не можеме да стапиме во контакт со нив. Но дали воопшто постојат услови за живот некаде на некоја друга локација во универзумот? И доколку постојат, ако има такви, дали на пример би сакал да живееш на некој од нив? Па да, значи колку што знаеме, според сите истражувања кои што ги имаме направено досега, колку што јас знам, немаме пронајдено услови за живот на други планети, на други околу други звезди. Тогаш немаме многу опции, така? Тогаш немаме многу опции, но секпак тоа не е исклучува можноста дека некаде каде што ние немаме наблюдување или каде што не можеме да наблюдуваме постојат други форми на живот. Затоа што исклучително мала е веројатноста да се формирал живот чисто во една точка на една планета во огромниот, неверојатно огромниот универзум. Но колку што ние знаеме и колку што можеме да кажеме досега, За сега нема доволно докази за живот воопшто на друго место некое во Да. Вселената. Така. И во контекст на ова, моето, да речеме, последно прашање е, според ова што го разговаравме досега, кои се нашите опции, нели, за човековата иднина во универзумот, со оглед на фактот што знаеме дека за човековиот живот, нели, за човештвото на оваа планета, има разни форми на опасност кои што го демнат, тргнувајќи од локално тука на планетава, значи како глобално затоплување и така натаму, па се до некои, нели, феномени кои што се во нашето соседство. Знаеме дека животот на сонцето во еден момент во иднина ќе згасне и знаеме дека сме изложени на разни, нели, опасности од метеори и астероиди и така натаму. Вака како астрофизичари, како луѓе кои што имаат ексклузивен поглед кон космосот, надворот со оваа планета, дали имаме некаква воопшто идеја кои се нашите опции за нашата иднина, доколку човештвото нели сака да опстои да преживее? Да. Па, човекот е неверојатно кревко суштество. Споредено со неверојатно суровите услови кои што превладуваат во универзумот, ние не можеме да преживееме во услови кои што се многу поразлични од земјата. Дури и на земјата во овие услови кои што се идеални за човекот е многу лесно за еден човек да го загуби својот живот. Така што мислам дека иднината на човекот во контекст на универзумот се всушност машините. Всушност се она што може да ја раскаже приказната за човештвото и да остави некое човечко наследство се машините или симбиозата помеѓу биолошките луѓе и помеѓу машините. Така што според мене начинот на кој што човештвото би оставило траг во историјата на универзумот и во иднината би било чисто со машините кои што ние ги градиме и кои што би можеле да не заменат нас. Затоа што на тој начин би било повозможно машините да го истражат прво сончевиот систем, но и поширокиот универзум, нашата галаксија и останатите галаксии. Така што сметам дека условите за живот на еден човек, на еден биолошки човек се многу лимитирани. Значи човекот може да остане само да опстане само на земјата. Меѓутоа тоа не значи дека една машина направена од човекот која што може да го замени човекот, таа би можела да живее во било кое место во универзумот. Така, значи мора да пронајдеме поробусна физичка форма. Токму така. Каде што ќе ја сместиме нашата свест, ајде да речеме, или нашиот код. Да. И не сме далеку од тоа всушност. Не сме далеку од тоа. Така. Вау, фантастичен разговор со тебе, Марко. Не ни очекував помалку, навистина. Вака за крај кажи ми само дали имаш некаква порака за луѓето кои што, нели, и покажуваат интерес за астрономијата и науката. Нешто да имаш ли да им препорачаш, да ги мотивираме? Оно што би можел да го кажам е, повеќе би се однесувало на помладите генерации кои што се заинтересирани од астрономијата и се имаат желба да ја проучуваат.
е тоа да навистина ги следат тековните трендови во астрономијата и во науката и да се обидат да експериментираат и да работат на тоа. Исто така и да читаат многу од најновите книги кои што ги објаснуваат најновите откритија, затоа што сметам научно-популарните книги, затоа што ни предстои во астрономијата и во космологијата нешто што го нарекуваме, веќе почнуваме да го нарекуваме златно доба на космологијата. Значи, ни следуваат одредени експерименти, телескопи, кои што тек треба да се лансираат во Вселената, кои што ќе ни дадат неверојатно знаење за универзумот, ќе ни одгатнат многу од тајните кои што не ги знаеме. Така што предстои една навистина возбудлива ера во истражувањето на Вселената и на универзумот. Марко, ти благодарам за одвоеното време, навистина беше огромно задоволство, научив многу работи од тебе. Беше и мене задоволство, се надевам дека и на слушателите ќе им се допадне нашиот разговор и ќе научат нешто ново. Дозволи ми да ти се заблагодарам вака јавно за почетокот на нашата соработка, за твоите две обсежни статии, нели, за почетокот на универзумот, кои што се високо информативни и ги препорачувам секој да го посети нашиот сајт nzs.mk и да ги прочита, затоа што навистина многу може да се научи од нив. Така, и од квалитетот и на останатите статии морам да додадам дека и сите статии кои што се на НЗС се исклучително квалитетни и вреди да се прочитат, затоа што навистина се научува нешто ново. Ти благодарам. Така што навистина ми е чест што сум дел од овој тим и што можам да придонесам во оваа наша заедничка цел на промовирање на науката. Да, и ти си наука за сите, така што да, наши сме. Така. Се слушаме повторно. Фала ти навистина за времето. Ти благодарам, Атанас, па се слушаме повторно. Важи, Марко. Поздрав. Поздрав.